Еве се спомна и прашањето за името. Мислам дека на партиското раководство му беше поважно да не успее референдумот, отколку да не пројде Преспанскиот договор, а тоа не е представено на тој начин меѓу членството и меѓу граѓани. Имате и вие вакво чувство дека им беше поважно референдумот да не успеа, а потоа кога целата процедура тргна низ парламентот, практично дозволија тоа да помине? Јас ќе кажам за дента на референдумот. И ние пред референдумот имавме извршен комитет, ја веќе го имам кажано. И кога председателот на партијата кажа дека секој може да се произнесе по своја волја, јас побарав збор и прашав дали доколку јас излезам на референдум е спротивно од партискиот став. Тој ми рече не може да излезеш да гласаш и за. Праша и Драган Данев и ни рекоа дека не е во спротивно од партискиот став, од одлуката на извршниот комитет. Но очигледно не беа искрени, заради тоа што веднаш после нашето излегување буквално не масакрираа на социјалните мрежи со реторика дека ние сме некакви предавници, дека ја предадовме партијата, државата, што јас не се согласувам. Ако тие излегоа поддржувачите на ВМРО-ДПМН и оние кои што ја поддржуваат таа политика и се произнесеа дека се против Преспанскиот договор, барем ќе бевме на чисто колку се против и колку се за. Вака за секогаш ќе остане во некоја идна историја дека излегоа 6.000 и нешто за и 40 и не знам колку илјади беа против. Значи точната бројка никогаш нема да се знае. И пак ќе повторам, во собрание ВМРО-ДПМН не влеговме како пратеници да гласаме против Преспанскиот договор. Во историјата ќе излезе дека беа 81 за и 0 против. Тоа беше исто така одлука на ВМРО-ДПМН. Пак отсуство на став. Предпоставам на ова мислите кога кажувате дека поважно им беше да не успее референдумот, а не да не помине Преспанскиот договор во парламентот. Има уште еден момент што за мене е неприфатлив, мислам дека претходно не сум го споделила со јавноста. А тоа е лицемерието на дел од колегите кои што застанаа покрај зидот. Добар дел од нив беа пратеници во 2014. Во 2014, кога бевме побарани за да бидеме кандидати за листи, нели мора и да се согласиш. Прашањето кое што ни беше поставено на голем дел од нас, веројатно не им било на некои кои што биле можеби во повисоките структури, кои што и би учествувале во такви разговори или кои што веќе дале одговор на тоа прашање, но кога мене ми се јавија ми кажа дека можеби пратеничкиот мандат ќе донесе и големи предизвици, како што претходно било гласањето за хашките случаи и беше конкретно кажано дали сум спремна да гласам за промена на името. Јас прифатив да бидам пратеничка, спремна да гласам за промена на името. Чекајте, тоа е пред изборите 2014? 2014. Кој ви се јави? Од раководството на партијата. И вие тврдите дека и на други пратеници им било поставувано тоа прашање? Јас сум разговарала со најмалку 10 и мислам дека би било доблесно тоа и да го прифатат. Да го признаат и да го прифатат, затоа што... А зошто ова досега не го кажавте? Не сум имала шанса. Некој ќе каже сега лесно е да го кажете, како ќе го докажете? Па ќе рачунам на нивната доблест да не го негираат, затоа што сме го разговарали меѓу себе, тоа не биле 1-2, тоа се 20-30 луѓе, мислам дека е познато и меѓу повеќемина, веројатно и во раководството седеле повеќе луѓе кога нас не се обраќале да бидеме на тие листи. Некој да е подготвен да гласа за промена на името, за да стане пратеник, а потоа да не ни кажува добар ден, за мене е неприфатливо и тоа мислам дека многу повеќе зборува за лицемерието отколку работиве што веќе стануваат очигледни и за пошироката јавност. Рангело, и вие сте кандидат така 2014 за пратеник, вам би се јави? Да, ми се јавија. Мене ми се јави председателот тогаш. Не ми го постави тоа прашање, не ме праша. Вам може би друго прашање? Не, мене ме праша дали сакаш да бидеш пратеник. Толку. Толку завршивме со комуникацијата. Но незината улога беше друга. Таа беше председателка на Унија на жени, со неја сум разговарала, можеби Даниела слушнала некои од другите колеги каде што сме го разговарале ова, кога почна тоа за референдумот да станува тема на тие координации и слично, затоа што сепак тие кои што биле повисоко во хиерархијата веројатно би биле и вклучени во изнаоѓањето можеби на решение и слично и сигурно
сакале сигурност од тие кои што тогаш прв пат влегуваме, посебно тие што може би не сме биле толку многу активни претходно, да бидат сигурни дека и ние би биле дел од таа приказна. Што сакавте да кажете? Не, сакам да кажам дека можеби јас сум била повисоко во раководството и најверојатно сметале дека ако си раководство, кој да е тешко прашање, би требало да се согласуваш со актуелното раководство во однос на гласањето, можеби Нола била нов пратеник, па сакале да ја проверат колку она би била лојална доколку се донесат такви тешки одлуки, како што кажува таа спремна на носење тешки одлуки. Мене не ми направија проверка и не ме праша, тоа е вистината.